Да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги стакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме, со Горан Петревски. Утро евене по метео на Телма назад со утринската програма на Телма. За мојот денешен гостин не треба посебно представување, бидејќи е популарен лик. Му велам добро утро и добре дојде на Гораст Цветковски, нашиот познат актер. Добро утро и од мене. Убаво вака, порано беше популарен актер, сега популарен лик, пошто веројатно поише сфери почна да фаќам. И поканата е и така двонасочна, би рекол, бидејќи ќе зборувам и малку за актерството, она што е ваша професија во основа, меѓутоа и за она што е ваше хоби, така барем тргна, а сега и тоа прераснува во еден вид преокупација, можеби, не знам како да го наречам. Актерот Гораст Цветковски е познат не само како човекот од сцената на Македонскиот народен театар, како негова матична куќа, туку и како програмер или геймер или човек кој е многу навлезен во така наречената индустрија на игри, гейминг или спорт или не знам како сите ги погоди. Така да, инволвиран во тој сегмент секако, било кој сегмент кога е во прашање игрите, односно видеоигрите. Така, Гораст, играте на сцената во МНТ, но играте и дома пред конзола или на PlayStation или на Xbox, не знам веќе на кој гаджет. Се што може. Каде играте повеќе? Во театар или дома? Со ковидот испадна, нели, малце дома поише игравме. Добро, ковидот зад нас веќе. Заврши, да, добро, тие 2-3 години ми се уште умагла, така некако плюс-минус ми фалат мањак. Иако јас сум инволвиран во тој сегмент на гейминг и на игрици, на видеоигри, не можам да се пофалам со тоа дека многу играм дома, заради тоа што имам многу обврски, не можеби толку кон матична куќа во моментот, заради тоа што во момент не спремам представа, обично тие се најголеми, нели, обврски додека се спрема представа, сега репертоарите навечер што си ги играме, тоа си е нормална тековна работа. Но повеќе заради други обврски, повеќе сум во однос на истражување, во однос на читање, информирање, пишување, создавање содржини, а играњето ми онака ептен кога ќе најдам време, па тогаш да се пуштам. И мислам дека дури поголем кеф ми прави тоа што не можам секогаш да се допуштам да играм кога сакам. Значи се уште играњето е во доменот на опуштањето, на разлавување на хоби, не нешто што професионално ве преокупира. Геймингот како еден сегмент, јас обично го делам на 3 посебни делови. Тоа е еден е геймингот како геймери, што се, нели, луѓе кои како мене, како тебе, кои што играат, нели, на мобилен, на таблет, на конзола некоја, на PC, не е битно на кој уред, и они тоа го прават од забава, сака да се информираат од време на време за игри, чита, така натаму и така натаму. Тоа е, значи, геймер, ако речеме. Деца многу се геймери, значи тој им е пасија, тој им е хоби. И сега таму ако отидеме кон развивачи на игри, тоа е гейм девелопер, тоа е веќе производството на игри. Тука спаѓаат програмери, тука спаѓаат гейм дизајнери, 3D моделери, 3D дизајнери, 2D артисти, саунд дизајнери, наратива и така натаму и така натаму. И третиот сегмент е тоа што ти го спомна, тоа е атлетите, односно спортот, тоа се луѓе кои што најчесто не играат други игри, туку играат една или евентуално 2 игри и се многу добри во тоа и со тоа они пробуваат да заработат. Вие сте само геймер во онаа прва Јас не се надпреварувам јас професионално, далеко од тоа. Тоа е една многу зезната професија и мислам дека еден од најнеблагодарните спортови кои што постојат. Но сум директно инволвиран во развивањето на игри, во производството на игри, во продукцијата и геймингот како контент содржина, контент креација, игри, информации и така натаму. Меѓутоа се уште повеќе геймингот како начин за опуштање и за забава, за релаксирање. Да, секогаш. Секогаш мора да биде геймингот начин за опуштање и забава во оваа работа, инаку ќе преиде во... Гораст, каде поудобно се чувствувате на штиците кои живот значат
плаќат, која е ваша основна професија, или пак зад видеоконзолата или едното со другото се балансира. Барем кај мене е така. Едното без другото не би можел да го доживам така целосно, комплетно, така длабоко, јарко како што сега е тоа. Во театарот е секогаш метафизика, многу ретко е нешто конкретно и секогаш се истражува, секогаш се лута, се бара, се експериментира. А во геймингот и во развивањето на игри, во програмирањето, се е обратно, се е концизно, прецизно, секогаш е точно, секогаш е по правила. А каде сте по-квалитетен играч, по-добар играч, по-докажан играч? Па мислам дека така е у принцип, зависи и од периодот. Сега јас се доживувам дека сум успешен и на гейминг сцената, нели? Но во театарот подолго време бев активен, повеќе време бев нели присутен во Македонија на сцената, така што иако геймингот паралелно го терав, геймингот се појави малце на виделин, излезе пред неколку пред 9, да речеме 7, 8, 9 години за да се популаризира, значи да излезе, а да се популаризира пред 3-4 години. Така што зборуваме за активна активност на сцената од, не знам, 15 години, не знам ли колку време веќе, и 5 години на геймингот. Така што мислам дека на сцената сум малку поубаво позициониран, а геймингот ми е она кое што максимално ми исполнува паралелно на цела оваа работа. И веројатно во една фаза од животот кога сте се уште релативно млад, планирате и натаму во годините кои предстојат да ги терате и двете работи. Веќе се тера, веќе се тера двете. Кога би морале да одберете една, кога би биле принудени во не знам какви околности, хипотетичко што ви е поважно? Нема, тоа зависи од што е понудата и што ќе се стави на кантар во моментот. Сега глупо е да речем дека заради игра би откажал филм, ама па од друга страна, ако филмот е една појава, а тука имам, да речеме, состанок со некој, не знам, директор на Ubisoft или да речеме некоја компанија голема, нормално дека ќе отиде на другото. И сега се зависи од... Значи, холивудски филм или најаката софтверска компанија која развива нова пример кај нас не е толку високо, но секогаш нели се става на баланс, се прави што е во моментот по приоритетно. Така, барем јас така правам. Како геймингот од тоа хоби, од порано оние малски флиперници и простори со видеоигри, преку персоналните компјутери, нели, кога сите станаа достапни за сите, и таблетите, и лаптоповите, и компјутерите, па од некое хоби стана сериозна работа, па сега дури доаѓа како индустрија во подем, како нешто што врти многу пари. Значи, не знам, читав некои прогнози дека, не знам, 500 милиарди, меѓу 250 и 500 милиарди долари годишно се вртат во гейминг индустријата. Гейминг индустријата, зборам, оној дел за играње на игри, продавање на игри, конзоли, картички, ингейм работи, во моментов чини колку спортот и, односно колку видео и музичката индустрија во Америка. Значи, зборам за Холивуд, за филмови, и заедно музичката, кои што се нели најголемите индустрии, заедно. Значи само спортот е пред. Спортот е на ниво исто. Не е многу разликата. Значи, не знам, Супербол, да речеме, рагбито, односно американскиот фудбал кој што е таму, лани беше со помалку заработка отколку геймингот. Ќе дојде време кога геймерите, оние популарни, оние што рековте неблагодарен спорт, моментално се занимаваат, ќе заработуваат како Меси и Роналдо? Да, мислам дека нема да го доживееме ние тоа. Можеби на синот ќе го доживее тоа, но работата е што Меси и Роналдо имаат топка која што може секој да ја добие, може секој да ја види, може да ја направат од партали на времето, играле со топки, не било проблем. Не била ничија топката, немало лиценца, не требало да се плаќа права за топката да се игра. Кај игрите е малку различно. За игрите ти треба простор, ти треба уред, ти треба нели интернет во моментов и нормално игрите што ги играш се нечија собственост, така што се уште не е регулирано тоа ниво на спорт до финална фаза, иако сега се прават нели напори тоа да се официализира, да стане светски, не знам, спорт. Еве, да. За гейминг зборуваме и почнува видеоигра во позадина. Значи, работата е што
ќе дојде тој момент кога ќе се популаризира многу, но јас не сум толку оптимистичен во тоа, пошто не сакам, тоа не е многу позитивна работа, како што исто така и нели овој тип на ширење на социјални медиуми за не знам за можност секој да каже што сака, секој да направи што сака и секој да му е достапно што сака, мислам дека се разводнува, се расплинува таа работа. Така што мислам дека за некои си 7, 8, 9 години ќе го достигнеме на sweet spot, пикот кај што ќе биде е-спортот, збориме, ако спориме за е-спорт, застапен во, не знам, во вечерните вести, паралелно со што се играло на градски или не се играло на градски, пошто ќе го нема, пошто тоа више нели никој не сака да игра во живо спортови, но тогаш мислам дека ќе биде отприлика најубавиот период. Меѓутоа, веројатно неколку стотици години, како што рековте, можеби нема ние и нашите следни генерации ќе го доживеат она што некогаш биле гладиаторите, а денес е Роналдо и Меси, можеби веројатно ќе бидат геймерите. Светски заниматори кои ќе заработуваат. Значи, да речеме дека сега ги земавме Роналдо и Меси како они се представници на фудбал. Значи, тоа е најскапо платениот спорт во светот, кај нас не. Затоа ги спомнам. Да речеме NBA ако земеме. Ама ако земеме WNBA, кој што е нели споредба со овие многу смешно платен, ако земеме македонски бокс, или атлетика кои што практично не постојат, се е тоа помалку платено од колку што зема, не знам, пример Мартин Сазов Сакса од Свети Николе на последниот турнир во Дота што беше летово. Тој е еден од нашите најпознати. Он е во моментов најпознатиот најпознатата македонска атлета заедно со уште неколку души што играат Counter-Strike, но он е тој што се докажа максимално и е признаен на светско ниво од многу луѓе. И заработува многу помалку од врвните спортисти. Он заработува помалку од да речеме од Пандев, ама да речеме заработува повеќе од Индира Кастратовиќ. Не знам колку се релевантни, пошто не сум баш со спорт уплатен, ама заработува многу повеќе од просечна плата во Македонија. Да. Он заработи една голема сума пари нели на тој турнир, е сега он е нели член на еден многу голем светски познат тим во кој што имаат баш онака регуларни плати, додека се на договори спонзорство од фирми, спонзорство од други инвеститори, така што тоа функционира практично на еден буквално тим. Рековте специјалист, експерт, најдобар играч за Counter-Strike. Он е за Dota, Defend of the Ancients, тоа е една друг тип на MOBA се вика игра, а Counter се други едни дечки кои што освоја турнири неколку. Во ред и двете ми се генерално не можам да го замислам како оди неговиот тренинг пред надпревар за Counter-Strike или за Dota. Како што можам да ги замислам фудбалерите како тренираат, знаеме како тоа изгледа, знаеме за други спортови како тоа изгледа, како изгледа еден тренинг за атлета. Јас го кажав тоа претходно, малку само го нафрлив и уште ставам за тоа дека спортот е еден од најнеблагодарните, ќе кажам, одвратните спортови за тренирање и за бидување во него, заради тоа што рачунете, значи, они обично живеат во куќи кои што се нели изнајмени специјални за нив тимот, кои што тренираат по 8 сата на ден, имаат физички активности, имаат стратешки активности кои што проучуваат другите тимови како играле, што треба да направат, имаат психолози, имаат еден куп активности во текот на денот. Но самиот факт е дека тоа се млади луѓе, да речеме од 20-18 веќе па до 25-6-30 години, да речеме, веќе влегуваат во една поодмината фаза. Тоа се сати без прекин гледање во монитор и доведување до перфекцизам, до перфектност на она што го прават, до милисекунда. Тоа е рековте физичка подготовка. Каква физичка подготовка треба? Кондиција да се издржи? Зошто теретана мора да се има физичка подготовка за да се издржи тој психофизичкиот напор по тоа. Апсолутно, значи освен тоа што имаш психичка тортура врз себе од и соиграчите, од публиката, од другиот тим, тука имаш значи издржливост, треба да отидеш да играш 7 надпревари во рок од 7 сати на турнир. Значи, финалињата се толку се играат, да речеме, во best of 5. Тоа значи дека може да се изиграат до 7 утакмици. Тоа значи дека
30 на минути, некогаш и подугачко, треба активно да гледаш и да комуницираш со сите твои. За тоа треба сериозна. Са нормално тони не прават 200 чучневи за ноза да ојачат, ама секако мораат да имаат, не знам, кардио, прават горни мускули Значи, така возраст за пензионирање на атлети се исто 35 години? Нема реално на колку се пензионираат, но фактот дека најубавите години каде што мозокот е најжелен сунгер за впивање се поминуваат во условно кажано патерн, цело време патерн, тие мали флуктуации во однос на стратегијата, во однос на играта се минимални, но не е како фудбалот, не е како другите спортови кај што имаш повеќе размен, имаш повеќе социјализација, имаш ова е едноставно фудбал не можеш да тренираш 8 сата на ден. Не можеш, како сакаш направи го, не можеш, тоа е тоа. А игрици можеш да седиш 12 сати на компјутер и да мислиш дека тоа е добро. И тука е. Но тренингот не е едноставно седење зад компјутер и играње. Почнува така, додека да те најдат. Почнува како безделничење и како седење и расправање со родители и карање и бегање од училиште. И во одреден момент, доколку имаш среќа да се издигнеш на некој ниво светско да те приметат скаути, потоа те викаат, одиш на, условно кажано, јас го викам кастинг, значи на пробен тренинг, играш со нив, те гледаат менаџерите, гледаат дали си добар, не си добар, ако си добар те викаат таму во живо, имаш веројатно тренинг 2 и ако се поклопи, те земаат во тим. И колку наши деца, условно кажано, македонски луѓе од Македонија се некаде врбувани во некој тим и работат и тренираат? 10-15 луѓе мислам дека има кои што се во различни тимови. Од Counter-Strike има повеќе кои што отидоа знам да играат. Дури Дубај има отидено. Има Valorant, тоа е една друга игра и од таму има неколку луѓе што играат. Но толку се, 10 луѓе мислам дека преку сила. Никој од нив, освен овие неколку што ги спомнав, немаат некоја поголемо зборам успеси. Има многу кои што играат од тука за други тимови, но буквално да се оди во кампхаус да се тренира како професионално во буткамп, пардон. Значи буткамп се вика. И вие се уште ги мешате термините, така да не се секирам ја што се не ги владам. Буткамп се вика тоа. Се многу малку. Спомнавме Counter-Strike, Dota ми ја спомнавте, сега Fortnite, Minecraft, Roblox, Tetris, сега за Tetris од наше време, кога бевме деца, ќе прават и филм, нели? Направија више излезе готово. Добро, да, ете, не сум го гледал јас. 60% има оценка на Rotten Tomatoes. FIFA 23. Тие се уште најпопуларните или има нешто ново, јас сум малку веќе застарен? Да, ги погоди скоро сите. FIFA се, нели, секогаш тие фифаџи кои што си играат и тие си ја купуваат секоја наредна FIFA без да размислат ништо. Roblox, Minecraft се повеќе насочени, Fortnite се повеќе насочени кон помладата публика. Бесплатни се, освен Minecraft не е бесплатна, но е многу забавна, е многу добра игра за млади луѓе. И останува Call of Duty не се спомна, тоа е за повозрастните, се игра GTA, се игра. Тоа е веќе GTA малце потака, по-специфично. Овие се сите мултиплеер игри кои што се играат цело време. По-специфично? По-насилно? Не, GTA се играше многу кога излезе, нели, синглплеер, односно мисиите. Тоа после има и онлайн мод кој што го играат, ама не толку како на пример Call of Duty Modern Warfare. Вам која ви е лично омилена? Ако кажам ниту една, ќе може ли? Не, која не играм. Јас играм друг. Сакате да направите реклама? Јас играм друг тип на игри. Јас играм синглплеер игри во кои што ме фаќа играта приказната. Имам едно големо патешествие кое што ме носи низ сите тие турбуленции, квестови, стори, лавиринти, што и да е, драми и на крај ме исфрла и имаме на катарза во која што гледам во мониторот, во телевизорот, во од јавната шпица си викам ле колку убаво си поминав овој месец дена. Едно празно и срекно чувство во исто време исполнето. Тоа се обично игри како Last of Us, тоа е PlayStation, како God of War на PlayStation, како Doom Eternal, тоа е на PC, например. Значи не играте на компјутер, повеќе играте на PlayStation. На компјутер сум цел ден. Добро. Работам и сега кога практично ако сакам да играм треба
ништо не сменам, само друга икона да кликнам и некако немам дискрепанца во однос на тоа. А вака кога Да ќе се се префрлам, разликува дека ова е работова игра. Да, ако ќе се префрлам вака да речеме во дневна на фотелја со Друго е со телевизор, джойстик, нели? Одма е друго, да, вака е, не е веќе джойстик, геймпад, да. Да. Особено кога ќе легнат деца. Геймпад имате дома? Јас имам конкретно 6. Да, А кога ќе легнат децата, така? Тоа сакам да кажам. За мене, значи јас имам грижена совест огромна дека играм игри за време на работно време или дека играм игри додека се сите тука, нели? И се случува, не дека не случува, ама многу ретко и многу кратко. Но од кога ќе се стиши атмосферата околу 8:30-9 сат, напишана домашна, научено што треба, измиени чини, пуштена машина за перење садови, пуштена машина за не знам алишта, децата си легнале, сопругата си гледа некоја серија, се е мирно, јас сум нели чист пред светот и пред совеста. Си не знам, си земаш нешто за мезе, си пушташ телевизор, си пушташ PlayStation или на што и да сакате да играте, конзолата, слушалици и имате едно колку можеме сат, два. Подобро чувство од гледање серија? Многу. Да? Има и разлика дали е добра серијата, ама да, ова е многу поактивно чувство. Например, Last of Us е серија која што сега излезе. Гига мега хит, сите ја гледа, ја изгледав јас нормално. Убава е, супер е серијата, све е тоа. Ама во моментот кога го играш ликот и кога те носи низ тие работи, кога ти е изрежирано и кога го доживуваш тоа што тие девелоперите и нели тие што направили играта се исто сакале да ти го донале тоа што го замислиле, е многу убаво чувство. Особено рачунајте дека игрите се играат, убави игри со долги приказни се играат по 30, 40, 60 сати, тие што се како вечер. Тоа е една. Значи играта на продолжителност исто како серија, може прва епизода денеска, па втора епизода утре кога се зависи од играта, се снимаш на едно место така. И си продолжиш после 2, после 3, после 5 дена, не е битно, значи. Кога ќе се најде време. Да, кога ќе се најде време, да. Али ако тоа е најубаво, јас го викам тоа, односно сега е познато како бинџање. Тоа е, например, кога ќе дочекаш цела серија да излезе и цела сезона ја гледаш во една недела. И тоа е онака чувство дека што цело време кај да одиш паметот ти е во серијата, си изгледа 2 епизоди денеска, после уште 1,5 епизода и тоа го гледаш. И па така многу е тоа чувство за игрици ако има некој нели шанса да го направи тоа, кај што еден месец фокусот ти е таму, си замислуваш додека работиш нормално други работи, секогаш има тука една доза на ендорфин која што викале, ако ќе завршам ова, се продолжам од таму, треба да утепам 12 зајци, да ги вратам кожите, од тие ќе ми дадат пари, па ќе си надградам марморот и со тоа ќе можам да отидам да го тепам босот и тоа целото те носи низ една убава атмосфера. Поготоа сега нели големи телевизори, убави слушалици, се е тоа толку многу доближено, емерсивно чувство да те направи, значи што среќа не е реално, али е таман затоа што нели сега сите сакаат реално да биде, впрочем сите викаат виртуелна реалност, сите зборуваат за ликовите да изгледаат фотореалистично како нас, но се докажува и повторно дека преку глава ни од фотореализам и преку глава ни од реално сакам да направам еден договор со телевизорот или со тој што направил играта дека окей, знам дека овој е најсилниот човек, но тој камен од 1 метар не може да го скокне, пошто таму завршува зоната. И во тој договор ние правиме една заедничка приказна. Успеавте и децата да ги заразите со максимално. Ова ве прашувам бидејќи пред кога ви беа помали децата, своевремено кажавте дека подобро се чувствувате, како што сега велите немам без грижа на совест, бидејќи сте посветили доволно време за се друго. Покорисни се чувствувате ако заедно со синот седнете и играте Xbox, отколку ако го пуштите да си игра тој во игротека, а вие пиете кафе, како да се одморите, зјапате во екранот на мобилниот телефон. Така што сега заедно играте дома. Да, јас цело време го зборувам тоа, дека не треба да се тргнат другите работи и да се остави само геймингот или па само да се тргне геймингот по секоја цена. Не, и играње дома фамилиарно е father son или father daughter момент или фамилиарен момент, начин на забава. Само но пак ќе кажам, единствено нешто во кое што може да функционира ова е златната светата тројка, ја што викам светото тројство, тоа е док ме прашуваат многу често родители што да правам со синот, со керката, со детето, во однос да многу игра на компјутер. И сега јас обично викам, дали е во школа добар, ако е во училиште во ред, дали има пријатели, ако има другари и се дружи, дали спортува, дали има таква активност, има и тоа. Па кога
тие три сегменти се заситени и се доволни. Чуму да му одземате хоби, кое што се вика гейминг у случајов. Некогаш било читање, па премногу се читало, некогаш било премногу фудбал, па сега зошто цело време игра фудбал. Секогаш ќе има таква варијанта. Во однос на игриците секогаш имаме грижена совест, пошто ги гледаме, нели, стуткани вака седат и сега си викаш леле, ама па кога веќе има физичка активност 3 пати неделно, нели, обично ние сме не тазе, туку модерни родители, пробуваме максимално да ги осакатиме децата од детство, значи имаат по 6 различни активности, по 2 секој ден, случајно да имаат луфта, да се приберат, да научат, да јадат здраво, да јадат здраво, не смеат да имаат junk food, не смеат да купуваат грицки, значи онака ако може да не видат детство, него одма да станат 24 годишни возрастни луѓе на кои што сами ќе се бават. Ние тежнееме кон тоа и јас тврдам дека доколку се направи тој баланс, нели, училиште, социјален живот, спорт и игрици, никогаш нема да биде проблем, дури ако детето игра, не знам, пример 20 сати, ако тоа другото му е средено, он ќе знае дека тие 20 сати биле инцидент и дека после тоа ќе се врати во нормала. Сите сме ги имале тие, условно кажано, 20 сати во нешто. Некој пиел 20 сати, некој, не знам, спортувал многу, некој излегол, не се прибрал дома 2 дена, но тоа не е секојдневие, тоа е инцидент. Некој играл 20 сати, како Добро, можеби таа загриженост на родителите произлегува од тоа што се повеќе ова од хоби станува професија, индустрија, забава, ете како што рековте сами, скаути ги гледаат, ги детектираат, ги лоцираат, па ги врбуваат луѓето, односно ги купуваат, ги носат во странство. Има милион варијанти и верзии. Се сменија многу работи како се функционира благодарение на умрежувањето на целиот свет, така што веќе многу помалку може што се вика да им продавате пувки на деца кои што веќе гледаат што се случува, што има. Така што начинот и насоката кон која што се движи е неминовна работа. Социјалните мрежи го прават своето, игрите го прават своето. Ако утре стане на социјални мрежи хит да се кречат зидови, сите деца ќе земат ќе кречат зидови. Во моментот игриците се едни од најзастапените видеа. Сега во услови кога станува збор за индустрија која врти многу пари, како што веќе констатиравме, и се изедначува, станува на ниво на спортот, односно повеќе пари заработува и прави создава од филмот и музиката заедно во САД. Знаеме колку значи Холивуд за САД како приход. Каде е Македонија во овој глобален свет? Рековте има 15 на луѓе кои се атлети, кои се спортисти, меѓутоа факт е дека во Македонија нешто што добро функционира низ годините наназад е IT индустријата. И сега дали тоа може да биде добра основа, добра база за развој и на гейминг индустријата како начин земјава да се профилира во нешто и да донесе приход не само од другите дејности, туку да станеме препознатливи по нешто. Да. Што ни недостига, каде сме, дали сме многу назад, дали повторно ќе ни текне многу доцна, па ќе констатираме дека го промашивме и возот да се приклучиме на тој. Македонија можам да кажам дека гордо го следи истото темпо со годините наназад, а тоа е каснење во однос на се што треба да се удене во моментот, така и ова. Македонија нема стратегија за развивањето на игри за гейминг индустријата. Македонија има многу малку последниве неколку години активности во однос на било каков развој на гейм индустријата кај нас. Има еден куп закони кои што обструираат млади гейм девелопери да развиваат и да прават од двојно оданочување, од немање на код за таа професија. Кај нас, например, постои код креатор на софтвер и тука се ставени и тие што прават банки, софтвер за банка, и тој што прави игрици за казина, и тој што прави игрици стратегии за мобилен. Затоа велам, во услови кога имаме релативно добро стоечка IT индустрија, навистина сектор кој добро заработува, има многу таленти, има уште некоја година. Има многу, да, уште некоја година и тука сме нели имаме многу млади креативни софтверџи, инженери, многу, нели Финки е секоја година најпопуларен факултет. Зошто не се профилираме во еден дел и во гейминг индустријата, па не развиеме некоја... Тоа што го кажам, многу е тој битниот збор. Кога се двајца луѓе заработуваат многу, кога ќе донесеме 200 луѓе, ќе мора тоа да се исепка на 200 души.
Моја проценка е, значи тоа пак ќе кажем моје лично гледање во однос на тоа што се случува сега на тој свет, благодарение тоа што многу луѓе кои што и по тоа што не сакале да бидат девелопери отишле стратешки дека таму има многу пари, ја разводнија целата работа, како што во Индија, нели збориме дека во Индија работниот час за девелопер е многу ефтин и дека сите земаат таму, тоа се случува и кај нас. Така што во прашање се неколку години кога што викаат ќе можеш со лопата да ги ринеш девелопери, а ќе се бара полјоделец. Може би правници и глумци ќе достигаат. Глумци не, глумци имаме многу, за жал. Мислам не за жал несредени. Премногу се во однос на капацитетите што ги имаме. Инаку се повеќе глумци треба. Но не знам, на професори, наставници, такви работи претпоставам дека тоа ќе биде дефицит наспроти еден куп девелопери кои што девелопер е човек што програмира нешто и девелопер е човек, сениор девелопер кој што е звер. И тие сите ќе го пополнат тој број на девелопери, у принцип. И во тој наплив, таа инфлација на девелопери и компјутерџи, нема да најдеме некој што ќе создаде и некоја нова апликација или некоја нова игра? Значи, да кажем, ова е дисклеймер, пошто сигурно ќе ме гледа некој од заедницата. Ова е моје лично предвидување заради зголеменоста на девелопери кај нас. Сега, во однос на геймингот, кај нас имаме неколку студија кои што работат сериозно. Едно од најдобрите и најуспешните студија пред 2 години, Furious Avocado, направи игра која што се продаде во преку 150 милиони примероци. Тоа е мобилна игра. Рачунете колку е профитот за нив. Они се тука. 5 дечки кои што работеа у стан и продолжија сега да работат од дома. Правят нови игри. Тука го имаме Crazy Lab студиото. Тоа е едно од најголемите светски студија која што гранката во Македонија е најголема, израелско е, и брои 150 луѓе кои што работат игри за мобилни, да, малку се тие поспецифични, нели ги кажуваме hyper casual игри, тоа се јас ги викам игри за во автобус кај што можеш со едната рака да се држиш, а со другата да си кликаш, значи такви лабави игри. Но тие студија функционираат. Функционира уште едно студио кое што доби, знам, од Фитер прв пат или втор пат у историјата на Македонија некои средства и кои што им помогнаа, па најдоа странски издавачи, сега треба да издават игра Скопје, што се вика, која што се надеваме дека ќе излезе до крајот на годината. Така што тоа функционира, но моментот на тоа дека нема никаква освестеност во однос на мотивирање на млади луѓе дека геймингот е професија, односно, дека развивањето на игри е професија. Малце не добро да кажем лоша, заради тоа што непостоечката стратегија во однос на образованието, во однос на програмирањето и развивањето на игрици практично не постои. Значи, во основна школа програмирање не постои до не знам до кој оделение. Ова е дел од истражувањето што вашата асоциација го спроведе заедно со Институтот за социолошко-правни истражувања и што друго покажа тоа беше истражување, мапирање, прво мапирање на гейминг индустријата во Македонија беше направено од Магда, Македонска асоциација за развивање на игри, каде што сум се уште председател, и институт при Кирил и Методи. Се направи мапирање на тоа колку студија постојат, какви плати земаат, какви професии постојат во однос на геймингот, не знам колку е внесот на средства, кои им се најголемите проблеми и така натаму и се сведува на истото тоа кое што го зборам сега заедно со тебе. Тоа е дека во однос има регулативи кои што апсолутно не помагаат, туку баш напротив одмагаат во однос на издавање, во однос на добивање пари, во однос на праќање пари, во однос на двојно научување. Не сме во Европска унија, автоматски на луѓето им е проблем. Развивачите на игри не можат да добиваат дев китови, тоа се development kit, да речеме, тоа е специјален тип на компјутер или конзола за да развие игри. PlayStation вика, јас не можам да ти го пратам тебе тоа во Македонија, Македонија не постои. Јас можам да ти пратам во Бугарија, можам во Грција, но таму не може да стигне. Xbox ти вика, јас дечко не можам да ти издадам тебе игра заради тоа што Македонија не постои. Немам како, кој регион да го ставам. И PayPal ти вика, јас не можам да ти дадам тебе. Дали ова истражување најде пат до надлежните, до креаторите на политиките во Македонија, кои би можеле нешто да променат во таа смисла?
Или си го чувате за вас? Па, тоа е јавно објавено, Во ред, меѓутоа, Сега, дали ако ќе го- правиме муабет дека јас треба да одам и да седам пред врата и да викам ве молам како за мене, да направиме нешто, тоа не се случува. Не, обично ние сега работиме нашата работа, конкретно правиме Global Game Jam. Една од најголемите активности ни е Global Game Jam, тоа е 48 часовен маратон во правење игри. Се случува последниот викенд во јануари и луѓе, значи од цела Македонија, деца, претежно млади, доаѓаат на едно место, значи доаѓаат физички со своите компјутери, машини, синтесајзери, микрофони, таблети за цртање и се што, и на исто место креираат игри. И Македонија е во топ 5 држави по глава на жител во однос на креирани игри. Годинава имавме 200 учесници, значи 200 млади луѓе и професионалци дошле 48 сати си седеле на едно место, заедно колаборирале, зборувале, дискутирале, направиле 27 игри различни, прототипни игри. И ние, нели како Магда, им го возможуваме тоа, им обезбедуваме се за они тоа да го прават. Секоја чест за тоа. Во однос на истражувањето, ќе чекате некој да го забележи. Оние, како што велам, што креираат услови, треба да забележат, да видат дека Македонија има голем потенцијал, нема никаде на мапата, нема дека има голем потенцијал. Тоа е па лошо е да не... Мислам, знаете како да не се фати момент. Знаете какво чувство имам тоа? А тоа е пример како кога дома ќе ни донесат вазна за поклон и сега вазната е добра, ама не ни одговара од цела оваа, нели, овој сетинг и сега малце ни е тука ни е вазната и малце ни смета, ама мора да е тука и сега ќе ја шалтаме лево десно. Што не ни се допаѓа, нема да купиме цвеќе. Ќе ја држиме да, празно, или така? можеби ќе купиме цвеќе, ама колку да ја подскриеме малку целата таа работа, ама тоа цвеќе нека е вештачко за да не мора да се бавиме многу со него. Таков печаток имам јас во однос на таа работа. Едноставно, упрашање се многу пари кои што треба да се фрлат на гейминг индустријата. Парите кои што ќе се вратат, ова е сурово кажано. Државата мора многу пари да фрли на развивање и позиционирање на гейминг, на индустријата за развивање на игри во Македонија. Многу пари. Парите и средствата кои што ќе се вратат во наредните 5-6, значи догледни години, не зборам за 50, се можеби 10-струко поголеми, но бенефитот кој што ќе го види земјата во однос на тоа што многу луѓе ќе се насочат кон тој тип на индустрија, менталниот капацитет кој што ќе се пренасочи и ќе се акумулира во младата генерација во тој период е бесценет. За жал, пак ќе кажам, освен Косово, да речем и Албанија, ама се не знам дали е тоа убав пример, пошто тоа е субстандард за што и да разговараме. Сите други земји околу нас ја мозат кравата на развивање на игри максимално. Србија да не зборам. Значи тоа се мултимилионски компании таму кои што имаат направено, филиали си имаат направено и црпат нивни кадри за да го работат тоа. Било кој македонски девелопер што работи на банкарски софтвер може да се вклопи во ова вака. И не само тоа, работата е што во гейминг индустријата не треба програмери само. Во едно гейминг студио имаме цртачи, имаме саунд дизајнери, имаме наратива, значи писатели на текст. Создавачи на содржина. Имаме гейм дизајнери, тоа се луѓе кои што ништо од ова не треба да знаат само како треба да биде играта и што треба. Значи тоа се што викам јас луѓе што плямпаат, бурекојатци, кои што едноставно знаат што бараат, немаат никакви технички skills, познавања, но знаат што треба направат, имаат идеја. Имаме motion capturing, имаме музика, компонирање. Значи, работа за многу луѓе. Ние ги имаме сите кадри, многу профили, распрчкани по сите факултети, за да се направи едно студио. Ако сите ги направиме во еден курикулум кој што е на едно место, ќе добиеме факултет за развивање на игри, една од работите кои што беше реткост. Нема таква гранка на финки сега, например? Не, имаат предмети, имплементирано неколку предмети внатре, но не е тоа баш како што е компјутерска техника и информатика на времето или како што е, не знам, како се вика тие смеровите, баш да биде развивање на игри. Затоа што многу од тие предмети се преклопуваат, физики, математики, основи, тоа се преклопува.
Горас, отворивме многу прашања, има уште безброј, но за жал времето ми се скратува. Така е. За жал секогаш доцниме во секоја сфера, како што рековте и во задците, секогаш промашуваме да го фатиме моментот. Ние само си го следиме нашиот тренд, како што се остануваме доследни на себе. Остануваме максимално доследни. Последни во секоја сфера. Ако можеме и да го надградиме на едно ниво, уште малку да подзакасниме, ќе биде супер. Добро. И за крај уште едно прашање. Кога би се снимал некој филм следен како овој за Тетрис, што веќе се емитува, и би се пријавиле на кастинг за главна улога, во која игра најдобро би се вклопиле како главен лик? Бидејќи сте и актер, физички вака, мислам дека можем да постигнем условно кажано во Кратос на God of War, заради тоа што тој е така малце вака келјав со брада. Јас и Коце Трајновски, тие двајца би можеле да го играме истиот лик. И Арчи, ќе го кажам. Таму на пример би Коце, ако не ви ја земе улогата, да, ми текну уште не еден. Ама добро. Вие сте бидејќи поради чисто физички избор. Не, и најупатен сте во игрите, добро? Да, но пак ќе кажам, тоа што сум јас најупатен во игрите не значи дека сум добар фит за таа улога, ниту пак дека актерски можам да одговорам на замислата на режисерот за таа одредена улога. Осем физички, вака можеби јас сум извини, ако дојде филм, можеби јас сум посигурен како консалтинг. Тука значи нема промашај. За се што треба паралелно до продукцијата може да направам. А за како актер многу би сакал, ама пак тука се многу работи треба да се поклопат. Не е само физичкото, не е само желбата, него... не само физичкото, она што најмногу ви лежи од игрите и ако ете се поклопат коцките па се снима и филм за тоа. Во секи играм, само да не сум Тетрисот, она што паја. Да треба сукача вака да направам. Горас, благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Ви посакувам многу успехи и во актерството и во гейминг индустрија. Фала ви многу, секогаш убаво да се зборува, да се разговара за гейминг во било која ситуација на било кое место. Со задоволство ќе ве повикаме и ќе ве пречекаме повторно на темата. Секогаш сум тука. Почитувани гледачи, се надевам дека беше интересно да го слушнете Горас Цветковски. Во продолжение се враќаме со редовните содржини во утринската на Телма. Останете со нас.